Добродојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, мој денешен гостин е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добродојавте. Добар ден, добре најдов. Министре, за 9 дена следува вториот круг на претседателските и парламентарните избори, заедно се најавува и поголема излезност. Подготвено ли е МВР за одржувањето на изборите? Голема благодарност до полициските службеници, до сите оние кои што беа вклучени во овој процес. Голема благодарност до наблюдувачите кои што ги имавме на денот на изборите, голема благодарност до ДИК, огромна благодарност до новинарите и најголема благодарност до македонските граѓани кои што на 24 април мирно, фер, демократски излегува да си го дадат своето право на глас. Процентот на излезност беше над 50% колку што се сеќавам и се надевам дека на 8 мај ќе имаме уште поголема, помасовна излезност. Само така можеме да имаме изјаснување на еден демократски начин во која насока треба да се движи Македонија. Првиот круг од претседателските избори слободно можам да го оценам од аспект на целокупна организација во делот на се што е поврзано со Министерството за внатрешни работи, во насока на тоа дека имавме еден мирен, фер и демократски изборен процес. Сите оние настани кои што се поврзани со безбедност или пак со повреда на избирачко право од било кој аспект, беа минорни, изолирани случаи, слободно можам да кажам, на настани од типот на фотографирано ливче или од денот на гласањето, споделено со други, па утврдени одреден број на мали прекршоци во овој дел, како и во делот на агитација на гласачи и така натаму. Сето тоа беа изолирани случаи. Слободно можам да кажам дека македонскиот народ треба да е горд на тоа како мирно, фер и демократски го изрази своето право на глас. И заклучокот не само на луѓето од Министерство за внатрешни работи, не само на наблюдувачите, туку општ генерален заклучок е дека имавме навистина европски прв изборен круг во рамки на 24 април, денот кој што се гласаше. Сепак, кога би го подобриле, како би го подобриле изборниот процес? Еве како МВР во однос на екипираноста, во однос на средствата со кои што располагате, техниката, може ли да се подобри и да биде дури подобро и од ова што беше? Апсолутно да. Секогаш може и подобро. Треба да се посветиме на оно кое што го имавме како слабост во рамки на првиот изборен круг од аспект на покриеност од наша страна во делот на најголем проблем имаше Министерството за внатрешни работи во делот на технички ресурси, особено возила. Тука излегува во пресред како општините, така и останатите институции во Македонија. Беа обезбедени дополнителни возила од огромен број на општини, од други институции. Да речеме дека техничкиот капацитет на Министерството за внатрешни работи не е на соодветно ниво за да може да го покрие изборниот ден како што треба да го покрие. Но еве благодарност до сите институции кои што се одважија и ги ставија на располагање своите капацитети на Министерството за внатрешни работи. Секако дека може подобро. Во иднина ќе се фокусираме особено на зајакнување на техничките ресурси со кои што располага Министерството за внатрешни работи, не само во однос на организирање на фер и демократски избори, туку целосно гледано од аспект на функционалност на Министерството за внатрешни работи. Еден пример да земам. Обезбедувањето на северната граница, бев на повеќе наврати, на повеќе точки, особено кои што се однесуваат на северната граница. Оние полициски станици кои што се задолжени за граничен надзор, навистина се во катастрофална состојба, како од аспект на објекти, така и од аспект на човечки ресурси. Во 21 век да не можете да покриете сигурност на граница со термални камери, со дронови и со сите други технички средства кои што ги има на располагање секоја една нормална современа полиција, навистина е жално. А при тоа да глумиме дека имаме обезбедена граница.
жални се условите кои што работат полициските службеници, да речам, кои се задолжени за покривање на овие гранични премини и особено полициските станици за граничен надзор. Ни оддалеку не е доволен човечкиот капацитет на сегашната поставеност за контрола на границата, така да многу работа не чека. У суштина не чека многу работа во иднина. Идната влада на ВМРО-ДПМНЕ наистина ќе треба особено да се фокусира на Министерството за внатрешни работи, како од аспект на подкренување на професионалноста на работењето на полициските службеници, така и од аспект на платата која што ја земаат истите. Мислам дека полициските службеници се едни од најподценетите во однос на платите кои што ги земаат во споредба со сите останати сектори во Македонија. Особено ќе мора да се обрне внимание на овој дел, за да имаме еден достоинствен полицаец, тој истиот мора да има достоинствена плата. Организацијата внатрешна мора да се смени во министерството, не може да има повеќе старешини од полицајци. Не може да има повеќе менаџери од работници. Тоа не бива никаде. Особено не бива во Министерство за внатрешни работи. Така да не чека многу работа, не чека многу суштински реформи не чекаат, но има надеж. Мислам дека ќе се сложите и вие дека посебно после настанов од викендот кој што ги имавме, оние кадети како идни полицајци навистина со дадоа една искрена надеж на тој настан. Верувајте ми дека беше прекрасно чувството да слушнате како огромен број на луѓе ја пее македонската химна. Нажалост не ја пее македонската химна функционерите кои што беа до мене на настанот, но горд сум на кадетите кои што едногласно ја испеа македонската химна и многу беше убаво чувството. Лично им се заблагодарив и на самиот настан во протоколарниот дел, така да мислам дека и македонските граѓани, македонскиот народ има едно убаво чувство од оној настан кој што го имавме викендов и така треба и да биде, така треба да се продолжи во насока на тоа дека само со љубов кон татковината и со почит кон сите оние вредности кои што ние ги имаме како народ, може да одиме напред. Ве поздравија со Бисер Балкански, некој реагираше на тоа, дел, како што кажавте, не само химната, оваа песна воопшто не ја пеа, како го видовте овој момент. Видете, тој дел со Бисер Балкански беше надвор од протоколарниот дел на кој што бевме присутни јас како министер, дополнителниот министер, заменикот министер, директор на БЈВ, дополнителен заменик на БЈВ, па и премиерот. Значи сите ние бевме присутни на протоколарниот дел од настанот, заврши. Сите останати функционери си отидоа од настанот, јас останав заради тоа што сакав да бидам помеѓу кадетите, а навистина имав и простор во дневната агенда која што имав отприлика околу 40 минути. И бев во помеѓу луѓето, помеѓу кадетите, помеѓу нивните фамилии, помеѓу семејствата нивни, се фотографиравме, разменувавме убави зборови, искуства, убава беше атмосферата, убав беше денот. И ме замолија дел од старешините кои што се таму да одејќи си на ке возилата да ги испочитувам идната наша свежа крв, така да речем, идните полицајци, на нивниот традиционален начин на семнување на знамето како завршување, како символ за завршување на обуката која што имаме. Прашаа дали ќе сакате министр да бидете со нив кога ќе го симнат знамето. Реков нема проблем. И застанав до кадетите. Истите протоколарно го симнуваа македонското знаме. При тоа ме праша еден од началниците кои што се таму дали ќе сакате да им се обратите на кадетите. Реков да, јас ги поздравив со една реченица, кажав да сте ни живи и здрави, да е вечна Македонија. По моето отпоздравување почнаа да велат наградас Македонија
И после тоа Спонтано, почна да. спонтано да ја пеат песната Бисер Балкански, народна македонска песна од великанот, нели, Гоце Николовски, мислам дека беше, кој што ја, да речем, колку што знам јас, песната е испеана на еден фестивал македонски и е прогласена за една од најубавите македонски песни во историјата на Македонија. Така. И сега не гледам, првен не сум го организирал нити јас, нити било кој од организацијскиот дел, да речеме, во Министерството, тој настан. Второ, навистина беше многу во чувството. Таму не пееа само кадетите, пееа нивните семејства, запеа нивните семејства, запеав и јас. Видете, кога 3.500 грла ќе пеат Бисер Балкански, народна македонска песна, јас не знам како може тоа да биде окарактеризирано на било каков начин, освен на еден убав начин, достоинствен начин, културен начин. Мене ми беше чест, гордост и еве јавно да им се заблагодарам на сите оние кои што беа на предметниот настан и кои што, освен македонската химна, ја испеа и преубавата македонска песна Бисер Балкански. Таму ја пееа песната и македонци, и албанци, и турци, и власи, и роми. Јас не можам да видам зошто таа песна не би не обединила сите нас. Зошто таа песна не би била гордост за секој еден македонски граѓанин. И навистина така мислам дека е. И го видов тоа, со свој очи го видов тоа. Не знам зошто му смета на било кого, кога македонските граѓани ќе испеат една преубава песна која што не навредува никого во песната. Благодарение на овие нови луѓе, ќе имате и засилување во вториот круг, претпоставувам, тие ќе бидат вклучени во изборите во превод. Уште една шанса е да имаме подобри и пофери, подемократски избори, пообезбедени, така? Овие идни полициски службеници ќе следат процесот практична обука, да речеме, во наредните месеци. Мислам дека околу 6 месеци трае оној период на финализација пред процесот на отпочнување и исклучување на договор за официјално вработување, но да, тие ќе сигурен сум дека ќе најдеме начин како да дадеме додадена вредност со нив во овој процес. Секако македонските граѓани треба да знаат дека конкретно овие кадети многу помогнаа и во процесот на издавање на пасошите. Секојдневно група од 30 до 50 кадети беа упатувани до сите полициски станици каде што се работеше во овој дел од управната постапка, помагаа со комуникација со македонските граѓани, помагаа со пакување, помагаа со воспоставување на редот, со пречек на македонските граѓани, така да, еве, уште еднаш да им се заблагодарам и за тоа што не штедејќи се себе си, помогна и во процесот на редовно функционирање на Министерството, беа додадена вредност секако и во решавање на овој проблем со пасошите кои што го наследиме. Ќе зборуваме за нив малку подоцна, но еве да останеме на денот на изборите, она што се случува околу изборите. Дали утврдивте што се случуваше на 24-ти во СВР Тетово, каде што имаше мали проблеми? Еве сакам така јас да го гледам тој проблем. Значи, што се случи во СВР Тетово во делот на внатрешно функционирање на Министерството, јас, како министер за внатрешни работи, имам луѓе во мојот кабинет, кои што луѓе имам право и со устна наредба да ги упатам до различни СВР-ња, за да може на денот на изборите или било кој друг ден, ме известуваат за сето она кое што е предмет од интерес за работењето на Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа се луѓе од мојот кабинет, кои што јас ги детешираме, така да кажеме, на конкретни СВР-ња кај што сметам дека треба да добијам одредени информации. Се сеќава македонската јавност дека само СВР Тетово беше проблематично за владата и без никакво образложение не ми дозволи само таму да назначам јас началник, а дополнителниот заменик министер да назначи дополнителен началник. Тук имаше и други интересни работи кои што ги знае македонската јавност. И сега, иначе, еве, за прв пат кажувам, јас тој ден имав 4 писмени наредби дадено
за луѓе од мојот кабинет да присуствуваат на одредени СВР. Конкретно за СВР-тето имав дадено една наредба таква. Човекот кој што од мојот кабинет го пратив да биде дел од СВР-тето во тој момент, со тоа што не таму он да командува и да дава наредби, ова направете, да она направете, туку само да го наблюдува процесот. Так. Се со цел да навремено да ме информира и се со цел да ги имам информациите во најбрзо можно време од СВР-тето, истиот не му беше дозволено да присуствува на оперативен штаб. Замислете се. Так. Значи наредба на министер за човек од својот кабинет, тоа исто кој јас да сум отишол и мене да ме врателе, да ми речат извинете, не може да присуствувате овде и да гледате. Како да речеме, не сакав да ја обременувам јавноста, навистина денот беше преубав од аспект на се што е значајно за Министерството за внатрешни работи, за безбедноста, за едни фери демократски избори во делот на поголеми настани, но овој настан да речеме дека беше непријатен, незаконски 100%, значи никогаш нема право ниту еден вработен во министерство да врати друг вработен кој што има наредба од министер за преземање на конкретни задачи во делот на информирање на министерот. Јас не реков да човекот од мојот кабинет, не знам, дава наредби на други лица, вака да постапуваат, така да постапуваат или не знам каква улога да има во рамки на оперативниот штаб. Тој човек требаше само да ме информира мене, така стоеше и во писмената наредба, но беше спречен. Сега зошто бил спречен? Спречен бил заради тоа што така наредил директорот на Бирото за јавна безбедност преку оперативниот штаб. И тоа ќе го испитаме како постапка дали е така, дали не е така. Натрешна контрола си работи. Да, ќе си ги утврди фактите и како за сите, од кога сум јас поставен таму, превземени действија и при тоа носење на одлука исклучиво само по закон и никако поинаку, без привилегирање или реваншизам спрема било кого. Сакаме на јавна порака дупатам и до сите да си работат професионално и по закон. Ова е во однос на вработените во рамки на Министерството за внатрешни работи. Само законот е тој кој што може да заштити и само законот е тој кој што може да обвини без оглед за какво действие станува збор било кој полициски службеник. Доколку си работат професионално, доколку си работат по закон, доколку си работат во интерес на Македонија и во интерес на македонскиот народ, никој нема да има проблем со никого. Но тоа не значи дека не треба да си има правда и правичност. Односно, тоа не значи дека оној кој што се огрешил и не го испочитувал законот, постапил надвор од професионални стандарди и при тоа ги посрамотил Македонија и македонскиот народ, не треба да одговори. Едно е политика на неказнивост, а сосема друго е неселективна правда и спроведување на закон. Она кое што во целокупниот изминат временски период го говорам, а тоа е законот мора еднакво да важи за сите, е основа за функционирањето во иднина на новата влада. Особено во овој дел во рамки на работењето на Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи и сите останати ресори кои што се поврзани со, како да кажеме, враќање на вербата на граѓаните во рамки на системот. Мораме да направиме и изградиме систем кој што ќе решава проблеми на граѓаните, а не ќе создава проблеми на граѓаните. Сега, за да системот ги решава проблемите на граѓаните, мора да имаме еднаквост пред законот на сите. И на таа тема, мислам дека не треба да се говори воопшто. Ако не се лажам, директорот на БЈБ е човекот кој што пред 7 години и 2 дена, односно на 27 април, беше оној кој што пукаше во собранието. Тој е тој што направил проблемот во СВР-тето или БЈБ? Не? Предпоставувам дека тој е, да. Така. Имате ли проблем, еве, како министер, како се соочувате ли со минирања, народски кажано, еве, од другите министерства со кои што соработувате во министерството, како сте применили, добро теше работата? Видете, јас знае јавноста се. Македонскиот народ знае се, македонските граѓани знаат се. Можат да видат разлика од пред 3 месеци како било и како е сега. Да, таа разлика не е фрапантна, да, ние топла вода не измисливме, меѓутоа си работиме во интерес на граѓаните
Започнуваме со работа од 5 до 8 секој ден, барем јас одам на работа во 5 до 8 секој ден. Работам до кога можам да работам, тоа сигурно не е пред 16 часот, многу повеќе. Има разлика. Само со работа, со труд, со неселективност, со професионалност, со изградба на систем, може македонските граѓани да видат нормалност. Тоа ни е целта, нели? Целта ни е да живееме во една нормална држава. Целта ни е да создадеме нормални вредности, кои што ги изгубивме, нажалост, во изминатиот период. Целта е секој еден македонски граѓанин, целта е секој еден македонец, албанец, турчин, србин, ром, бошњак и сите останати да се чувствуваат горди на Република Македонија. Па вајда секој еден од нас треба да ја знае нашата химна и треба со гордост да ја пее нашата химна. Таа е наша химна на сите, не е само на македонците и на власите. Вајда и на сите останати, така? Сега, како ќе ја пееме со гордост сите? Ќе ја пееме со гордост сите ако имаме нормална држава. Држава во која што законот еднакво важи за сите, држава во која што нема привилегирани, држава во која што нема повластени касти, држава во која што има систем. Мора да ја вратиме државата на народот. Односно, да создадеме систем кој што ќе решава проблеми, да создадеме систем кој што ќе овозможи граѓаните да се чувствуваат горди на сопствената држава. Тука е проблемот, тука е маката. А ќе го направиме тоа. Имаме и знаење, имаме и енергија, имаме и љубов кон Македонија за да ја дадеме на Македонија. За промена не падна и системот граничен за влез и излез на локалните, тоа се случи, треба ли тогаш да назначиме технички министер за да функционираат работите како што треба? Видете се, курслуш секогаш може да се случи, инцидент секогаш може да има. Јас би сакал пак да говорам за тоа како државата ќе одговори на проблемите кои што ќе се создаваат. Проблеми секогаш ќе има. Еве, изминативе првите 2 месеци од први месец дена од мојот мандат, најголем проблем беше личните документи. Сега веќе не говорат граѓаните за тоа. Зошто не говорат? Заради тоа што проблемот го ставивме во систем и функционира. Чуда не направивме. Луѓето чекаат за пасоши, чекаат по месец дена, сега чекаат по 2,5 месеци, може би ќе дојде и повеќе да чекаат, од прилика, не знам, може ќе дојде и до 90 дена да се чека од дента кога си се фотографирал до дента кога ќе ти биде издаден, пасошот во овој временски период, но тој период ќе паѓа и ќе се издадат сите пасоши. Многу е битно македонскиот граѓанин да знае дека овие од претходно, ако ги оставевме да си тераа како што си тераа, еве, само една компарација ќе направам. Кога седнав на позицијава, термин прв за фотографирање, за било кој документ, ако се јавевте на телефон, ви закажуваа негде од прилика крај на 2024, за некој ден, ако го оставев така, ќе беше и 2025 да почнат да закажуваат термини. Кога седнавме, првен што направивме? Го вративме проблемот од пролет во систем, знаат македонските граѓани како беше претходно сега, да не ја обременуваме емисијата, и за период од недела дена, да речем, ја изанализиравме целокупната ситуација. Утврдивме дека од прилика негде 165.000 закажани термини за Скопје. Негде околу 30.000 термини биле преклопувани. Некои кои што се фотографирале, завршиле работа претходно, имало и термини, да речеме, во рамки на системот кои што непотребно го оптеретувале истиот. Тие не седнале да го пречистат списокот, пазите се што не направиле. Не направиле, Панче се сликал, закажал термин, чим се сликал, чкртни го од список. И тоа не го направиле. Тоа не го направиле. Од која 165.000 ги селектиравме од аспект на кои се реално потребни термини, утврдивме дека 134.000 граѓани од прилика, мислам дека беше бројката, дека имаат, тоа не се граѓани, тоа се термини, значи може помал е бројот на граѓаните, пошто нели како што има потреба да извади пасош некој, има потреба да извади и лична карта и возначка дозвола, тоа е вкупен број на термини. Тие 134.000 термини ги презакажавме, значи кои што беа до крај на 2024, ги презакажавме и ги сликавме заклучно со 25 март. Значи, они тоа што требало да го работат цела година, ние го сработивме до 25 март. Епа има разлика.
Ама народот го гледа тоа. И плюс, ова сето беше во рамки на еден нормален процес, каде што им се јавуваа на луѓето, ги повикуваа, си идеа во нормален временски период. Не чекаа фазла од половина час до час за да заврши целокупниот процес. Многу луѓе ми известуваа дека министер, јас ми се јавија, отидов, се фотографирав и сето тоа заврши вика за 15 на минути. И многу сум позитивно изненаден. Тоа е реалност. Тоа е реалност. Така да, ова може да се постигне не со измислување на топла вода, туку со работа, со систематско внесување на проблемите во рамки на систем и со изноѓање решение. Од 1.2.2024 година имаме фотографирано, дали за лична карта, пасош или за возачка дозвола, 585.000 термини. Може би е помал бројот на луѓето и сигурно е помал бројот на луѓето, ама термините биле 585.000 од 1.2. Од 1.2 па наваки 285.000 пасоши, односно луѓе се фотографирани за издавање на патна исправа. Околу 180.000 минимум се издадени патни исправи. Бројките во споредба со претходно, еве најскромен да сум, за половина се повеќе. За половина се повеќе. Тоа се бројки, факти се тоа. Така да македонските граѓани гледаат дека има разлика и гледаат дека може да се работи, може уште подобро да се работи. Замислете сега да имаа нарачано уште една машина за принтање на пасоши од претходно. Да работеле проактивно. Еве, една позитивна ствар да кажам, нарачале претходно машина за изготвување на лични карти и возачки дозволи. Таа машина треба да стигне отприлика негде крајот на месец јуни или јули, не ме држете за збор. Од тогаш па натаму ќе обезбедиме дупло поголем капацитет за производство на лични карти и возачки дозволи. Доколку биле доблесни во работењето и нарачале уште една машина и за пасоши да речеме, кој што рок на испорака е минимум 6 месеци со тоа што имав можност да бидам запознаен во последниот период. Јас и да сакав да ја нарачам и да ја нарачев, таа ќе стигне од кога ќе решиме повеќе од 80-90% од проблемот во делот на пасошите. Ама да го направеле тоа лани ова време. Сега немаше да произведуваме по 3000-3200. Ќе произведувавме најмалце дупло. Немаше да го решаваме проблемот до август-септември, ќе го решавме заклучно со јуни. Но тоа е тоа. Реалноста е таа. Вашето доаѓање буквално дел од граѓаните, слободно кажано, го поистоветија со чудо, леле што можело, како можело да се работи, а кажувате и самиот дека не правите чуда, само работите, имате ангажман, идеја и како тоа да го направите. Главното прашање кое што се поставува после сето ова е: зошто вашите претходници не го правеа тоа? Зошто не работеа? А очигледно можело и само да се вложи труд, идеја, малку и ангажман, можело да функционираат работи. Зошто, еве, Спасовски и компанија тоа не го правеа? Главното прашање мислам дека е тоа. Видите, јас сакам дупатам една јавна огромна благодарност до полициските службеници кои што ни помогнаа во овој процес да им го обезбедиме на граѓаните она што им е право, и особено огромна благодарност до целокупниот тим кој што секојдневно работи со мене. Ова е резултат исклучиво на тимска работа на луѓето кои што се во Министерството за внатрешни работи. И заради тоа сакам да и порачам на македонската јавност да има надеж дека работите во оваа држава ќе трнат на подобро. И јас бев скептичен пред да седнам и пред да ги запознавам луѓето и пред да почнам да работам дека нема надеж за тоа што нема луѓе овде за работа. Не е така. Има луѓе. Има луѓе професионалци, има луѓе кои што знаат да работат, има луѓе кои што сакаат да работат, има луѓе кои што си ја сакаат Македонија. И тие луѓе помогнаа во овој временски период на граѓаните. И тие се тие луѓе кои што се највеќе заслужни за решавање на проблемот со патните исправи, да речам, во делот на турканици, гужви, хаос, ненавремено работење и така натаму. Не сакам да говорам за овие од претходно. Доволно е говорено за нив. Сакам да говорам за тоа како е и како ќе биде во иднина. Уште еднаш, огромна благодарност до луѓето кои што помогнаа во овој процес, огромна благодарност до мојот тим кој што секојдневно е со мене, кој што душата си ја даде за овој временски период да им помогне на македонските граѓани. Целта ни беше да помогнеме, да олесниме, да ја нормализираме државата и многу ми е драго што покажавме дека можело дури и во ваков период на
најблаго да речем техничка влада, да можеме да им помогнеме на граѓаните. Велите дека ова може да се случи и дека не е се толку црно, дека овој тотално во моментов што е девастиран, разрушен систем може да се оправи во другите сектори, зборуваме за здравство, зборуваме за економија, зборуваме за образование, по вашиот пример со вистинска работа и ангажман дека може да се среди овој систем бидејќи граѓаните многумина не гледаат баш така и се заминуваат, нели, за жал. Не само што велам јас, македонскиот народ го кажа тоа, македонските граѓани го кажаа тоа и на 24-ти, а на 8 мај ќе го кажат уште во поголем број. Народот е мудар и народот може да направи разлика измеѓу црно и бело. Народот може да направи разлика измеѓу спиење и работа. Народот може да направи разлика измеѓу нељубов и љубов кон својата татковина. Така да на 8 мај ќе си го каже она кое што има да си го каже уште во поголем број. И народот знае дека ќе биде поинаку. Ќе видиме на 8 мај што ќе се случи и мислам дека сите знаат дека ќе биде поинаку. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме и за уставните измени, дали по секоја цена ќе зборуваме за најавите за бойкот и за разни пазарења кои што се во оптек. Со нас е министерот Панчо Тошковски, се враќаме веднаш по блокот реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е министерот Панчо Тошковски. Министре, уставни измени во моментов се една од главните теми, за жал веќе година и нешто благодарение на некого се. Уставни измени по секоја цена, дефинитивно факт е дека вие ќе бидете новата влада, 24-ти беше репер на нешто, следува 8 како што кажавте и вие сами 8 мај. Уставни измени како тема, ќе прифатите по секоја цена или останувате како партија на ставот дека нема шанси за уставни измени по бугарски диктат? Јасно е тоа, мислам дека граѓаните го знаат одговорот на тоа прашање. Јас само сакам да начнам еден суштински дел зошто сме на ова дереџа на кое што сме. Имав чест во изминатиот период да имам разговори со огромен број на луѓе кои што се наши пријатели, од типот на амбасадори, представници на ОПСЕ, ОДИХР, на Европската унија и така натаму. И со сите нив разговаравме на тема колку е значено Македонија да биде дел од европското семејство, неспорно за никого. Најмалце за ВМРО ДПМН. Најмалце за ВМРО ДПМН е тоа спорно. При разговорите, од прилика, со секој еден од нив, разговорот завршуваше на следен начин. Од моја страна. Најголема желба ми е да ја видам мојата земја, да ја видам Македонија, како дел од европското семејство. Најголема желба ми е тоа. Само една работа сакам повеќе од тоа Македонија да ја видам во европското семејство. А тоа е моите деца, моето семејство, моите комшии, моите пријатели, мојот народ. Ако е грев да си го сакам мојот народ повеќе од било што друго, тогаш осудете ме. Не можеме да бидеме дел од никаде и од ништо ако не се почитуваме и не се сакаме самите себе си. Како ќе го сакаме другиот ако не се сакаме самите себе? Како ќе не сакаат тие нас ако ние самите себе не се сакаме? Како? За да Македонија, за да македонските граѓани билат дел од европското семејство, прво нешто што мора да направиме е овдека внатре промени. Самите да се гордееме со она што сме. Како ќе се гордееме самите со она што сме? Со работа, со труд, со нормалност, со здрава економија, со правда, со нормален судски систем, со нормален безбедносен систем, со нормално земјоделие, со нормално здравство, со нормално образование. Верувајте ми, така ќе имаме многу подобра стартна позиција за било што во споредба со ова што го имаме сега. Па ние не станавме дел, не отпочнаа преговорите не заради тоа што не сме направиле она или она, не отпочнаа преговорите заради тоа што овие кои што водеа државата се пар екселанс бандити. Затоа не отпочнаа преговорите. Па изјавите на холандскиот амбасадор, сите оние извештаи кои што беа изминатиот период, што пишува таму, не направивте ова, не направивте она, или оние што ме менаџираат направија она, направија она.
Дајте доста е да не се лажеме барем да не се лажеме сега во овој период краток што ни остана. А македонскиот народ, македонските граѓани во никој случај не може да ги лажеме. Тие све знаат. Има ВМРО ДПМН начин, стратегија и енергија да го направиме оно кое што треба да го направиме во наредниот период. А тоа е да си ја поставиме Македонија на здрави нозе. За да можеме да бидеме дел од европското семејство. Председателот на ВМРО ДПМН, идниот премиер Христијан Мицковски, е човекот кој што ќе внесе Македонија во европското семејство. А при тоа е човекот кој што ќе направи секој еден граѓанин на Македонија да се чувствува како горд македонски граѓанин. И македонците, и албанците, и турците, и власите, и ромите, сите ние кои што живееме овде сакаме една работа. Сакаме нормалност, сакаме правда, сакаме здрава економија, сакаме законот еднакво да важи за сите. Само на таков начин ќе станеме дел од европското семејство. Верувајте ми, и тие не сакаат ништо друго надвор од ова кое што го говорам јас цело време и кое што го говори секој еден македонски граѓанин. Тука е суштината. Како гледате на најавите за бојкот од страна на владеачките партии во вториот круг на председателските избори, од немајкаде буквално, дали мислите дека ќе се решат на тој чекор, буквално во позиција во каква што се, нели, за да фингираат некаква си политичка криза или нешто, ќе одат ли дотаму реално? Официјално досега вака немам чуено изјава од страна на било кој од владеачка гарнитура дека ќе повика на бојкот, барем јас немам чуено. А имам чуено многу изјави дека нема да се повика на бојкот, напротив ќе се повика на излезност и така натаму. Еве да им дадеме шанса дека го говорат она кое што го мислат. Иако многу често тоа се покажува дека не е така, сакам искрено да верувам дека она кое што го говорат и го мислат и ќе го спроведат, да им дадеме шанса барем еднаш, еве пред одење, пошто за брзо ќе одат у политичка пензија, барем еднаш пред одење да не го лажат македонскиот граѓанин. Би сакал да им верувам за ова прашање. Од друга страна се и најавите за буквално кажано канта пазар, бувљак правење од постизборните резултати од страна на СДСМ. Дали е возможно и покрај тоа што тоа го најавува да се случи такво нешто, да направат пазар, давајќи апсолутно се да останат со 2-3 министерски места, само и само да останат на власт, или пак на крајот на краиштата ни тоа нема да биде возможно благодарение на резултатите? Благодарение на народот нема да биде возможно тоа. Благодарение на македонскиот граѓанин нема да биде возможно тоа. Убеден сум дека македонскиот граѓанин ќе ја даде поддршката на оние кои што си ја сакаат Македонија на 8 мај на максимално високо ниво. Мислам дека и македонскиот народ, и македонските граѓани, па и сите наши пријатели го знаат. Како оди со албанските партии, вистина е дека веќе некои доаѓаат да молат, да не речам, во вашето седиште или? Последен пат бев во седиштето на ВМРО ДПМН на вечерта после првиот круг, а претходно мислам дека во изминативе како ќе дојде 90 дена 2-3 пати дали сум бил. Морам да признаам дека обврските во рамки на министерството се преголеми, така да нажалост многу ретко сум таму каде што припаѓам. Во рамки на седиштето на ВМРО ДПМН не би можел да говорам во делот на ово кое што ме прашавте, но факт е дека митот, лажните пердови дека коалициониот капацитет на ВМРО ДПМН бил ваков, таков, не знам каков, моментално најголема желба на сите политички партии во Република Македонија е да бидат рамо до рамо, една фраза која што нели се употребуваше многу така на висок тон од некого во изминатото, рамо до рамо со ВМРО ДПМН. Факт е дека сега секој посакува да биде до ВМРО ДПМН. И добро е тоа. Тоа е добро. Заради тоа што исто така факт е дека токму ВМРО ДПМН е она матица која што направила добро за Македонија и е единствена која што во иднина ќе го сплоти македонскиот граѓанин.
ВМРО ДПМН е направила добро за сите. И за македонците, и за албанците, и за турците, и за власите, и за ромите, и за сите останати кои, и за србите, и за сите останати кои што живеат во Македонија. Тоа е факт. Тоа е факт. И сите го говорат. Така да ќе се биде се добро. Само да не чува Господ. Очекувате поголема излезност во вториот круг? Апсолутно да. Така. Апсолутно да. Очекувам многу поголема излезност, очекувам фери демократски избори, очекувам мирна атмосфера, очекувам и времето да не посака вака, како што не посака на 24-ти, убав сончев ден. Така да не сака Господ. Како министер за внатрешни работи ветувате дека МВР ќе стори се за да имаме фери демократски избори, да биде буквално кажано празник на демократијата, како што треба да биде и е. И беше минатиот пат. Апсолутно да. Така. Ви благодарам што бевте мој гостин. Ви благодарам и вам, честа како и секогаш беше мој. Ви беше чест. Ви благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и чувајте се многу.